Кой си знае, си знае. Ете бит. Почитувани гледачи, почитувани риболовци, добар ден. Денес се наоѓаме на езерото Мавровица, кој е во близина на Свети Николе. Тука покрај мене е веќе познатиот концесионер на ова езеро, Кирил. Да, здраво на сите гледачи на емисијата Жива цел. Мило ми е што пак гостувате на езерото и медиумски не поддржувате и покривате во сите случувања на езерото. Не успеавме да бидеме тука сите овие 4 дена колку што трае надпреварот. Ке сакате ли да кажете како помина овие денови? Да, па овој викенд се одржа еден елитен крапски куп на езеро Мавровица во наша организација. Значи организатор беше КД Електроника, фирма концесионер на езеро Мавровица, која што од година во година добро напредува и КД Електроника и самото езеро. Значи 4 дена, веќе 4 дена се одржува надпревар крапски куп, на кој учество зедоа 10 тимови од Македонија, Грција и Србија. Котизацијата беше доста висока, наградите примамлива, и исто така и наградите се доста примамливи. Трите дена, петокот, сабота и недела, времето не ни беше наклонето баш за риболов. Притисокот беше доста висок, воздушниот притисок. Имаше и доста јак јужен ветер, кој што на нашето езеро секогаш се покажува како не баш наклонет за рибарење, да, за надпревар. Значи, како што кажав, веќе 4 дена се одржува надпревар, на кој зедоа учество 10 екипи, и времето, бидејќи имаше доста јужен јак ветер, цели 3 дена рибата беше малку по незаинтересирана за исхрана, но сепак 500-600 кг има до сега фатено. Ќе видиме на крајот на прогласувањето точно колку ќе има, откако ќе
ги израчунаме резултатите. Така, на колку време правите мерење на рибата, она што е фатена? Се мери на 6 сати, значи во 6 сабајле, 12 на пладне и во 6 попладне се мери, во текот на ноќта се мери доколку има некоја голема риба над 10-12 килограми, значи во редно мерење, инаку во текот на ноќта судиите само одеме ги проверуваме боксовите да не случајно некаде има нешто прекрашување. И за насока за фрлање, за на што се риболови и така. Немавме никакви проблеми, значи сите екипи се веќе искусни екипи кои што такмичат и во Лига надпреварите, а и доваѓаат на многу надпревари во наша организација. Значи, до сега, од Велес Бабуна 1 екипата е прво место, до сега без последното мерење, ќе видиме на последното мерење, второ место е од Србија екипа, трето место е од Крива Паланка Fishing Industry. Ќе видиме здравие на последното мерење кој ќе биде прв на крајот и колку риби ќе се уловат севкупно. Најголемата риба до сега е 18 кила и 490 грама. Имавме и друга 18 кила и 100 грама. 17 имаше, 16,5, 14,5, имаше преку 15 риби над 2-13 килограми, да. Тоа е успех за овој надпревар. Да, така, сепак, иако количински, ние сме навикнати да на ова езеро, кога правиме надпревар, се изловуваат преку 1 тон на риба, количински севкупно сите екипи, но бидејќи времето беше променливо, со јак јужен ветер и Така, денес е добро време. денеска е веќе наклонето и затоа веќе сабајле меревме некаде околу 140-150 килограми и на последното мерење ќе има сигурно 150 плюс. Кажете ми, колку суди учествуваат на денешниот надпревар? Ние сме двајца суди лиценцирани, плюс имаме двајца помошници суди кои ни помагаат на мерењата, инаку правилата ги одредуваме ние, пратиме ние двајцата, дали некој прекршува или е се во ред. Од правилата, дел од правилата. За сега е се во ред и нема никакви проблеми. Ви благодарам за краткото интервју, па се гледаме после мерењето на доделувањето на наградите. Мило ми е што доваѓате да не покривате медиумски. На мерењето ќе ве водеме со нас да фатите и некој кадар од мерењето на рибите. Секако ви благодарам. Ви благодарам и на вас.
Денеска се наоѓаме на езерото Мавровица. Ќе поразговараме со еден од учесниците на овој надпревар. Добар ден. Добар ден, Ке сакате ли да се представите? јас сум Васил Костов, професор доктор Васил Костов, Така, инако во моментот овде надпреварувач, така. инако сега генерален секретар на Македонска риболовна федерација, до скоро и председател на риболовна федерација. Кажете ми како тече надпреварот овие денови? Интересно, интересно. Овие надпревари на Мавровица се захтевни, интересни, има многу риба. Времето малце не послужи, нешто и не работеше многу рибата овие неколку дена, меѓутоа мислам дека сепак има солиден улов. Ако направиме некоја компарација со она што беше во текот на лига надпреварите и претходните купови, помалку риба се извади на овој надпревар. Меѓутоа за други води во Македонија ова е идеално. Ова е една од најубавите води крапски во земјава во моментот. Така, имам неколку емисии направено за ова езеро и надпреварите тука и можам да кажам дека едно од најдобрите езера што највеќе пуштаат риба на вакви надпревари или на било какви. Па добро, за секоја пофалба е концесионерот. Мислам дека е целосно вложен во езерото и она што во моментот значи за нашава земја, за нашите надпреварувачи. Ова е една патека каде што надпреварувачите тренираат, тука се овие сите надпревари, купови се всушност и еден добар тренинг за меѓународни надпреварувања. Мислам дека екипата која што денеска е победник, тоа е дел од репрезентацијата, тоа се нашите репрезентативци. Баш покажаа дека се добри, ако не и најдобри, знаат да ловат. Така, ќе видиме сега намерењето како ќе заврши. Вие како поминавте со риба, фативте? И ова е едно ново на Мавровица, многу оси имаше овој надпревар. Не поминавме лошо. Так. Океј е, меѓутоа не така како што се надевавме. Капитали сте кој? Па не. Најголемо парче од прилика? Овдека нашето најголемо негде околу 6-7 килограми беше. Само крап удираш или сом закачивте нешто? Многу интересно, сом не ни закачи, меѓутоа денеска си можеби една од причините за нашиот, да не речам слаб резултат, пошто сакаме да победуваме, нели сите. Нормално. Тука вака на неки 50 на метри се извади една убаво парче на сом, така се покажа дека е тука, а ние всушност тука ловевме 4 дена и што вика колегата, и успеха и ова што го ловивме кога има легнато сом на позиција, така да. Меѓутоа се е во рамките на надпреварот, се е во рамките на спортот и тоа е тоа. Некогаш се победува, некогаш се губи и тоа е тоа. Битно е дружење да има меѓу вас надпреварачите. Да кажам, овдека дружење нема. Нема сега. Нема. Сите се гледам Дружењето е пред и после кога ќе влеземе во бокс веќе дружење нема, тогаш сме лути противници, непријатели. Нормално се комуницираме, меѓутоа борбата е борба, надпреварот е надпревар, после пак ќе си бидеме другари, пак ќе се дружиме и така натаму. Така, гледам има надпреварувачи од други земји тука. Па до нас има екипа од Грција, од другата страна има една екипа од Србија. Од Србија. Така да овој куп излезе и меѓународен. И вие, бидејќи сте блиску до екипата од Грција, може ли да украдете некој поглед од нив, што фатиле, колку фатиле? Па не. Проценка ваша не се знае? Не можеме да украдеме за многу послаби од нас. Да се нашала малку, да. Крадеа од нас. Генерално беа насочени кон другата екипа, пошто победниците се лево од нив. Так. И мислам дека имаше една емисија Чари риболова во Србија, ти денеска гледа овие 5 дена Чари риболова. Гледа како се лови, така да. Так. Добро, бидејќи при крајот е истекот нели на ова такмичење, ќе ве оставам да се припремите за крајот, па се гледаме на мерењето. Или на доделување награди, доколку добиете една од нив. Не, нема да добиеме една од нив секако, ама ќе се гледаме. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам. Поздрав. Порка.
се откачи. Ај. Чекaj, ќе брка. Влече риба. Крај! Гледам, Србија! Другите нема. Тука од оваа страна нема. Бокс број 6. КСР Карп Тим Рибарска река. 23.10.2023, 12.00. Завршно мерење 4900. Три 1780. 4475 ли беше? На надвор така добро, ајде натам. Добар ден на сите, дојде и крајот на едно од најмачните дружења над преварување на ова езеро оваа година. Времето не беше наклонето на кај вас над преварувачите, ама добро беше наклонето на кај судиите, многу да не меремо. Да. Доброто е што сите екипи имате улов и доброто е што сите имате добар просек, кај сите е над 4700
просеко на улов, фатени са се вкупно се фатени 527 кила и 330 грама, од кои поголемиот дел на рибите са фатени у последните 24 сата, откако се времето стабилизира. Се вкупно има фанато 99 парчиња на риби, целокупен просек е 5326. Пред да ги прочитамо трите најдобри екипи, сакам да кажам вака, фондо на награди е како што се договоримо 900, 500, 300, како што се договоримо у групата, со тоа што имаше и 5 екипи што си се меѓусебно обложуваа на по 1000 денара за најголема риба. Вака ќе направиме од тие што се такмичија беа Бабуна, Алфа Дого, Грција, Бабуна 1 и Цики. Од нив најголема риба има 14.170, Бабуна 1. Нека име честито, прво таа награда ќе име доделемо. Ти беше иницијатор на ово. Честитам. Најголема риба од 5 екипи. Редно беше да направиме едно вакво дружење на ово езеро. Мислам дека езерото е созреано више за вакви дружења. Еве вони беше како крашење на мраз на поголема котизација. Крашење на мраз за вакви надпровери. Здравие, од до годин натаму ќе правиме повторно. Ајде, ќе почнеме од трето место. Трето место Carp Team Fishing Industry со 95.420 грама 18 риби. Меѓу кои и една убава голема риба 18 кила и 80 грама. Второ место Carp Team КСР Рибарска река од Србија 22 риби 132 кила 180 грама. Меѓу кои најголема риба 18.490. Деки, честитки, се најубаво. Веќе секое такмичење ви е пласман добар. И шампиони на ово такмичење Carp Team Бабуна 1 со 28 риби, 163 килограми 540 грама и најголема риба кај нив 14.170. Просек 5.840, Бабуна 1. Ајде. Бабуна 1. Честито. Честито, нека е. Борба до крај. Старио ве покрена. Требаше малку порано да се објаве, ама сето тоа, мислам дека за старт смо добри, 10 екипи е доволно да направиме едно вакво такмичење. Ќе видиме здравие до годин 15-20, али ќе гледамо, ќе пазимо на временските услови една недела пред такмичењето какви ќе бидат временските услови. Сега беа такви, на тоа не можеме да направиме промена. Уште еднаш честитки за најдобрите 3 први места на подиумо и да ви се множат победи. Тоа е. Благодарност и до медиумо Жива цел кој иде на Алфа од 10 часот во сабота. Огромна благодарност и до нив. Тоа е тоа, се на се затварамо га ово дружење како последно дружење за оваа година. Крапско. Имам уште едно фидер, трето коло и завршуваме за оваа година. Здравие, друга година се гледамо повторно. Тука покрај мене се и победниците на надпреварот кој се одвиваше на Мавровица од риболовното друштво Бабуна. Ке сакате ли се представите? Здраво, јас сум Јован Така. и мојот колега Борче. Така. Веќе 3 години сме учесници во лига, 2 години сме и репрезентативци на Македонија. Како помина овие 4 дена со резултат, колку риби фативте, која килажа?
Надпреварот беше малку тежок. Дали времето, самата промена на времето доведе до таква ситуација. Беше малку понапорно, но тоа е тоа. На крај си сплатеше целиот труд од тие 72 сата. Кој од вас двајца улови повеќе риби? Зависи, ако на едниот му се откачува не му оди, одма се префрламе, си ја играме, мораме да се снаоѓаме у моментот. Така, вашето име? Тодоровски Борче. Така. И така викаш Борче, малку ти, малку он Да. и резултатот го добивте. Прво место на овој надпревар. Така. Имате учествуване на други места? Моментално, вие 2 години учествуваме само во Лига над преварите и Така. сконцентрирани сме на учество на светското првенство. Даваме се од себе за некој поголем резултат да направиме за репрезентацијата и тоа е тоа. Обични купови, овој ни е прв овие 2 години. Иначе пред тоа се такмичевме доста, одевме по купови. Што преферирате да ловите? Највеќе. Сега у последно време го работиме повеќе зигот, но и дното не го изоставаме. Така. Вие што ќе кажете? Што ловите највеќе? Што Највеќе- сакате? Со која опрема? Според мене јас одам највеќе на зигрик, повеќе ми одговара тој риболов. Како што каже и Борче, и дното ние цело време не го изоставуваме. Како оди напред, така и ние одиме по него. Не можеме да застанеме таму кај што било некогаш. Може ли да изброите колку награди имате освоено на надпревари во Македонија? Надвор имате учествувано? Надвор немам учествувано, во Македонија па сигурно имаме над 20-30 победи. Значи не се бројат. Да, и прваци на Македонија и ред други работи. Ке сакате ли да кажете какви се условите на езерото овде каде што ловите се надпреварувате? Па условите, една голема благодарност до КД Електроник за езерото што направи да имаме вакви услови за ваков риболов. Може да се каже уназад години едно од најдобрите води, кај што може добро да се такмичи и да се направат добри резултати, каде што се одржи многу голем број на големи риби, капитални риби, исто така и примероци од 2 до 5 килограми, значи идеална вода за такмичење, каде што може да се лови и зик и дно, така да перфектна вода кај што може да направиме добри резултати. Најголем улов на ово езеро кој ви е? Се сеќавате? Мислам дека ние овој денеска што го фанавме 14.700. Браво. Така мислам. Така. А вие? Најголем улов? Мислам дека тој не се сеќаваме точно бројки, не памтиме толку бројки. Да. Како најголем би требало да памтите. Па да, ама имаме некои други цели, нели, да бидеме меѓу првите и Така. некогаш само да бидат да се зголемува целокупниот резултат. Задоволни сте од хигиената околу езерото? Да. Моментално е екстра за риболовење, супер е за кампување и да дојдеш и да се одмараш, не мора да риболовиш, можеш и само да дојдеш да кампуеш. Езерото е феноменално. Од каде се роди идејата за риболовец да станете да се надпреварувате? Случајно отидов еднаш 2 пати на риболов со пријатели мои, немек за да се дружиме повеќе. Ја фативте првата риба и ми се погоди, фатив еден крап од 2 кила и тогаш веќе почна поозбилно да почнавме нели со видеа, YouTube и такви некои работи, почињаш да навлегуваш во крапскиот риболов. Ви благодарам на истрпните информации, ви посакувам многу успеси во понатомошните надпреварувања и во Македонија и надвор од Македонија. Доколку решите да се надпреварувате, па се гледаме на некои други води или повторно овде на Мавровица. Фала и вас. Па се надевам ќе се видиме пак. Така. Ќе се видиме па. Благодариме. Ништо. Покрај мене тука се наоѓаат учесници од Република Србија, кој го освојува второто место на овој надпревар од 4 дена кој се објавиваше на езерото Мавровица, па ќе поразговараме со него накратко. Добар ден. Dobar dan. Ja Ке сакате да се представите? Da, ja sam Dejan Đorđević, dolazim iz Kruševca. Ovo je moje 6. neko takmičenje na ovom jezeru. Prvo takmičenje je bilo pre nekih 15 godina, kad sam bio tu, gde je neki nivo bio u nekom maksimumu, ali sad je situacija takva i vremenski uslovi su drugačiji. Dosta je nivo manji i zadnja neka mojih 5 takmičenja na ovom jezeru
imam 5 plasmana, znači jako dobro i ja sam jako zadovoljan i sa domaćinom i sa vodom i gazdovanjem i količinom ribe, stvarno svaka preporuka za ribolovce širih prostora da mogu da dođu ovde i da uživaju u kvalitetu ribe i u borbenosti. Колку пати имате добиено награди на ово езеро до сега? Ово е втора награда, така? Второ место? Drugo mesto, znači u zadnjih 5 takmičenja za redom, znači unazad imam 5 plasmana, 5 nagrada imam. Кое место? Znači imam 3 prva mesta, jedno treće mesto i jedno drugo. Ви благодарам многу и ви посакувам успеси во наредните надпревари. Hvala i vama i vašim gledalcima. Hvala. Поразговараме и со надпреварачите кои го освоива третото место на овој куп. Сакате ли се представите? Јас сум Сашо од Крива Паланка, тимот ни се вика Fishing Industry. Така. А вие? Сум Никола од Скопје, Fishing Industry. Како сте задоволни од надпреварот? Од резултатите? Надпреварот помина добро, со тоа што имаше големо влијание ветерот. Првите 2 дена многу тешко работеше рибата. Со зор, што се вика, на молење по една риба, 2 на мерење. После тоа, предпоследниот ден смени, малце смири и разработи рибата. И тоа е, даде убави риби, 2-3 риби над 10 кила и со тоа се кренавме и во резултат. Тоа го кажува и самиот резултат. Да. Кажете ми, колку често доаѓате на ово езеро да ловите? Па доаѓаме годишно 4-5 купа. Слободен риболов не сме доаѓале тука. Ја не сум лично, а Николче има доаѓано. Меѓутоа, по надпреварите, скоро горе-долу сме редовни. Така. Највеќе сакате да ловите на езеро, на река? Која е вашата желба? На езеро, на река не ловам. Не. Крапски риболов? Да, само крап. Само крапски риболов, на река немам ни ловено на река. Так. Условите овдека на ово езеро какви се? Добри се условите. Сега водата е малце мала, ама пак добро е. Има услови, боксовите се окей, така да добро е. Добро, ви посакувам повеќе успеси во наредните надпреварувања, не трето место, да стигнете и до прво место, не само овдека и надвор од Македонија. Така да, благодариме. Благодарам.